Нашата мисија е Македонија да ја внесеме во големото европско и евроатлантско семејство на држави, со сето достоинство кое ни следува, но на тој пат се соочуваме со препрека, истакна председателот Ѓорги Иванов, кој со едноминутно молчење ја отвори свеченоста по повод утрешниот празник 11 октомври, денот на македонското народно востание. Не прашуваат што ќе правите, Грција ве блокира. Неправедно е тоа, но тие имат право на вето. Ние одговараме. Државата ќе продолжи со реформи. Државата ќе продолжи со развој на економијата. Државата ќе продолжи со севкупниот развој. Ние ќе стигнеме до стандардите и до критериумите на Европската Унија со своите собствени сили. А кога ќе дојде формалното членство, сите ќе знаат дека целосно сме го заслужиле тоа. Некои не велат што со меѓунационалните односи. Ние одговараме, тие се силни, цврсти, втемелени на почит и толеранција. Нашите сонародници, нашите граѓани од сите етницитети и вери најдобро знаат кои се интересите на Македонија. Други ни велат, да, но ќе ви биде тешко. Одберете го патот на попусливоста пред силата наместо неизвестната борба. Ние одговараме, ако го направевме тоа во 1903 година, прашање ќе беше дали ќе имаше 11 октомври 1941. А ако овие храбри луѓе не се кренеа на востание за слобода на тој голем ден, немаше да има прашање дали ќе формиравме држава и дали ќе го имавме АСНОМ. Одговорот ќе беше не. Ние веруваме во силата на правдата и правото, а не во правото на силата. Ме прашуваат што ќе правиме ако во догледно време не постигнеме решение. Им одговарам дека прашањето за членство на Република Македонија во Европската Унија и НАТО не е дали, туку кога. Сме биле и ќе бидеме Македонија. Оспорувањата не може да го сменат тоа. Ќе имаме членство во Европската Унија и НАТО и таму ќе бидеме тоа што сме, додава Иванов и потенцира дека и оваа година жестоко ќе реагира на извештајот од Европската комисија на реалноста на употребата на придавката македонски за јазикот и на другите одредници за македонското општество. Едноставно нема никогаш и за ништо да ги ставиме во залог овие врвни македонски вредности. За докрај да истрајаме во одбраната на нашите вредности, мора да ги оставиме на страна дневно-политичките поделби и недоразбирања. Мора да се обединиме околу заедничките благородни вредности, интереси и цели. Мора да бидеме сплотени, како што беа сплотени нашите предци во борбата за слободна Македонија. Со тоа, најдобро ќе го исполниме заветот кој ни го оставија нашите херои од народно-ослободителната борба и сите нивни жртви. Со тоа, и овој светол празник на борбата и непокорот ќе ја постигне својата вистинска цел. Да биде гласник кој ни ја пренесува пораката од оние кои се изборија за слободата која живееме денес. Нека ни е вечен денот на народното востание против фашизмот. Нека ни е вечна слободата. Да живее Република Македонија. Председателот Иванов од името на сите граѓани на Македонија им изрази вечна благодарност на сите кои во народно-ослободителната борба учествуваа и ги дадоа своите животи за остварувањето на сонот за слободна Македонија.